Уписите за првачињата и годинава го отсликуваат негативниот тренд на иселувањето и на се помалку ученици кои се запишуваат во основното образование. Иако се уште не се конечни бројките од уписите за првачињата, сепак јасен сигнал за намалувањето на бројот на ученици е споредбата на тоа колку според матичните книги на родените треба да се запишат во прво оделение во секоја општина и колку реално од септември ќе седнат во училишните клупи. Најдрастичен е примерот во општина Куманово, каде според тоа колку се родени пред 6 години, оваа година недостигаат околу 700 првачиња, односно од 1534 родени за во прво оделение се пријавиле само 850 деца. Но не само во Куманово, во Битола се запишале 548 деца во прво оделение, што се 219 помалку од лани. Во Велес и Штип има по околу 100 деца помалку за во прво оделение во однос на лани, а во Кочани пак, според податоците за една деценија, има 20% помалку првачиња. Во општина Дебар, пред да започне миграцијата како регион, имало по 500 првачиња, а сега се сведени на по 150 кои требало да се запишат, а за годинава се едва и 100 деца за во прво оделение. Миграцијата и иселувањето, според статистичкиот аналитичар Дончо Герасимовски, најдобро се согледуваат ако се земат во предвид периоди од 5 до 10 години. Вака погледнато, во земјава и оние што ќе се запишат во прво оделение, додека да завршат основно или средно, земјава губи во просек по 1500 до 2000 ученици годишно. Податоците негде се околу 1000 до 1500 ученици во текот на годината се губат просечно во изминатите 10 години, бидејќи проценките, односно анализите, најдобри резултати даваат кога се прават во периодика од 5 или 10 години. Така да во изминатиот период на овие 5 години или 10, бројот на ученици, како во прво оделение упис, така и во оние кои што завршуваат девето оделение, во периодот од прво до девето оделение се губи бројот, односно се намалува бројот на ученици, просечно околу 1500 до 2000 ученици во текот на една учебна година. Според Министерката за образование Јаневска, лани во земјава имало 17200 првачиња, што како бројка покажува поразителни факти, дека само лани сме имале 500 деца помалку во однос на 2023, а 14 основни училишта морало да бидат затворени заради овој тренд кој не запира. Според одредени статистички показатели, за 15 години во основните училишта недостасуваат околу 50.000 ученици и 30.000 од средното образование.